Наредниве минути имаме вклучување на Skype и гостин кој што ни доаѓал во Македонија наутро и тоа најчесто кога зборуваме на тема вклучување на лицата со попречености во утринската програма. И ово утро му велиме добро утро на Гере Трипков, активист за правата на лицата со попречености и председател на Сдруженијето Equality. Добро утро, Гере. Добро утро на сите гледачи на Македонската радио телевизија. Гере, не случајно ве вклучуваме и денеска во утринската програма во очи на Меѓународниот ден на лицата со Даунов синдром. Оние кои што ве знаат дека многу често говорите на тема вклучување на лицата во општеството и општествените процеси. Но едно од именувањата на лицата со попречености против кои се бориме и ние во Македонија наутро години наназад е терминот лица со посебни потреби. Посебни потреби немаме. Потребите на сите се исти. Остварувањата на потребите во пракса тоа е тема за која што треба да дискутираме. Оно што ме интересира во првото прашање, се менуваат ли нештата во пракса? Од, да речеме, првиот разговор кој го имавме пред 6 години и условите и можностите кои имавте во секојдневието, па до денеска? Одлично прашање, Кристина. 6 години работиме на оваа тема, меѓутоа не сме самени во оваа мисија и мислам дека имаме доста добар напредок. Секако дека уште постои простор за подобрување и унапредување на овие теми. Ние како Сдружение Equality работиме деноноќно за состојбите да се променат и едноставно овие луѓе кои што се на некој начин од маргинализирани средини да ги поттикнеме и да ги поканиме да учествуваат во општественото живење на еднакви права и можности кои сите останати. Ние како Сдружение Equality веќе работиме сериозно на оваа тема и имаме серија на проекти кои што ни помагаат да допреме до оние кои што се одговорни и така некои чинители кои што би можеле да променат оваа слика. Говориме тука за централните власти, говориме тука за локалните власти, говориме за компаниите кои што се дел од бизнис секторот и кои што исто имаат огромна улога во креирањето на една атмосфера на општествена инклузија и гледаме напредок. Гледаме напредок пред се на локално ниво, каде што локалните власти веќе се охрабруваат дури да вработуваат лица со попреченост. Гледаме подобрување во рамки на институциите, каде што прават напори може би не доволни, меѓутоа сепак се тоа напори треба да се охрабрат за да продолжат на тој пат. Дали по делот на поддршка на невладиниот сектор кој што работи на овие теми, дали во делот на подобрувањето на политиките и стратегиите. И секако тука е невладиниот сектор чии представник сме ние кои што овие работи ги туркаат напред. Преку Сдруженијето низ години разговарате со различни попречености, со лица со различни попречености, па добре ве, Гере, ќе те прашаме какви се приказни пристигаат до вас, што недостига во секојдневното функционирање? Па искрено да ви кажам, недостига од се помалку. Не е дека во една област ние сме навистина идеални и не треба да се унапредуваме. Од друга страна, знаете како, ако ја гледаме официјалната светска бројка на број на попреченост или еве процентуално гледано дека еден човек на 5 луѓе со некаков вид на попреченост, потоа ако гледам исто така и населението кое е старе, кое што исто така со текот на годините има предизвици од физичка или не физичка природа, тогаш ќе видиме дека ние тие лица ги имаме насекаде и нашата цел е сега започнуваме еден нов проект за кој што ќе чуете наскоро, се работи за една кампања која што сами иницираме со наша поддршка и наши сили и ќе се обидеме да допреме до целото општество преку нашите лични приказни. До нас стигаат секојдневно различни приказни. Стигаат приказни кои што мислам дека може да не мотивираат сите нас да бидеме подобри луѓе пред се, да бидеме
дел од една голема целина што се нарекува општество, дел од една целина што се вели заедница и пред се ние како општество да помогнеме на тие лица кои што имаат некаков вид на предизвик од типот на попреченоста, за да можеме да ги вовлечеме во општествениот живот, а не да ги оставиме сами во времето, да бидат само една општа статистика која што некаде таму ќе фигурира во хартиите на властите. За правата на лицата со попречености преку вас е многу погласна, бидејќи истото го доживувате и вие во секојдневието. Оние кои ве знаат дека физичката попреченост не ве спречува во ништо во секојдневието. Возите автомобил, возите рачен велосипед, планинарите, скијате. Не дозволувате асистенција со количката ниту кога излегувате од дома, ниту кога патувате во странство. Оно што мене ме интересира, кој момент вас ве поттикна за да сторите нешто за себе? Прекрасно прашање. Па, мислам дека сепак тоа треба да дојде од внатре. Кај секој од нас, не само кај лицата со попреченост, но е конкретно прашањето е до мене. Мислам дека таа борба некаде започнува во нас самите длабоко и во чувството за тоа дали сме ние задоволни и среќни со тоа што го имаме. Дали во животот гледаме од повисока перспектива или гледаме само од тоа што е денес, тоа што не загрижува сега во моментот, заради тоа што тие психолошки борби на некој начин знаат да не обземат до таа мера што веќе дури секојдневието ќе ни биде покомплицирано да го живееме. Кај мене тоа настапи некаде после главниот шок, кога останав неподвижен. Тоа беше негде пред 12 години и после месеци борба духовна со самиот себе, нели со сите тие прашања зошто јас, зошто сега, па сега како ќе се случува понатаму мојот живот. Меѓутоа кога сваќате и тоа допира до вас и полека гледате дека тоа е нешто што треба да го живеете и тоа е нешто што е вашата реалност, треба да го приграбите со една голема преградка и да кажете, окей, ајде да го направиме овој живот уште поубав од тоа што бил. Искрено да ви кажам, тоа ќе го осетите во моментите во животот кога имате превирања кои што може би ви звучат како темнини, а не светлини. Баш тогаш се крши вашиот карактер, баш тогаш се формуваат вашите реални особини и баш тогаш Бог ви дава некоја сила за да може да истапите и нормално околината да почне да ве гледа како релевантен фактор во тоа што го правите. Доколку претходно тоа не било, значи верувајте дека тоа е единствениот пат за вас во овој живот и само така ќе бидете среќни. Токму на оваа тема, ова што го зборувавте, покрај овој мотив за живот на лицата со попречености им е потребна институционална поддршка. Кои институционални промени се потребни? На неколку нивоа треба да ги гледаме тие промени кои што треба да се случат. Првата промена треба да е волјата, институциите и нивните вработени. Бидејќи гледаме дека во рамки на институциите имаме сепак недоволна некогаш отвореност, некогаш стручност, некогаш посветеност. Значи тоа е првиот елемент. Вториот елемент е стратешкото позиционирање на политиките кои што ги креира централната власт. Имаме напредок, меѓутоа мора да работиме многу подобро и попосветено. Затоа сме ние како невладин сектор и како здружение да пробаме тоа да го поттурнеме уште понапред. Третиот фактор секако е волјата на локалните власти, бидејќи тие ги креираат локалните услови за овие лица, за оваа заедница. Ние тоа го правиме со здруженијето и веќе активно сработуваме со општина Аеродром и општина Кисела Вода, бидејќи матично и сме од Скопје. Наредната фаза е да соработуваме со градот Скопје, веќе остваривме некои контакти. Еден проект во кој работиме сега моментално се работи за проект каде што работиме со млади лица и ги обучуваме и ги
оспособуваме со некаков вид на животни и професионални вештини и работиме на подобрување на состојбата со рекреативни содржини во рамки на општина Кисела Вода. Не можам да кажам се уште официјално што ќе работиме, меѓутоа ќе видите еден голем проект кој што ќе се оствари за доброто на сите граѓани од општина Кисела Вода, меѓутоа и градско. Со стартот на проектот ќе го промовираме истиот во Македонија наутро, во интерес на времето сосема накусо. Јавното говорење прави промени, делувањето прави промени. Промени направи сериозни фестивалот на инклузија, кој го чекаме третото издание. Кога ќе се случува, каква ќе биде организацијата оваа година и која ќе биде локацијата сосема накусо? Сосема накусо. Фестивалот за инклузија ќе го има третото издание, ќе се одржува во текот на месец јули, во средината на месец јули во општина Кисела Вода, значи Паркот Македонија и Домот на култура Билјана Величанец. Имаме сериозна програма, секоја година пробуваме да го подигнеме нивото, меѓутоа како и секоја година и оваа година ефектот ќе биде да ги споиме сите спротивставени страни преку магијата на музиката, културата генерално, и ќе имаме исто така веќе од оваа година и меѓународни гостувања, така да очекувате прекрасно. И за крај во контекст на денот? Во контекст на денот, покрај сите животни предизвици, Гере, што тебе те прави среќен? Денеска ни е меѓународен ден на среќата, затоа и прашувам. Апсолутно, значи мене ме прави животот среќен, секојдневието и секоја една активност која што правам во животот ме прави среќен. Не постои нешто што може да ме онерасположи или направи несреќен. Се трудам тоа да биде по краток период, нели? Меѓутоа им го ги потикнувам сите да размислуваат малце поотворено за животот и да гледат по широката слика, а не само денешното, сегашното, моментот. И после оваа приказна, како да се пожалиме? Да. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро и дозата енергија и насмевка која што ни ја донесовте во студиото 3. Издишавме само. Така убаво позитивно. Убаво ми дојде на душичката. На убава тема продолжуваме и наредните минути. Бранко и на информацијата.